Молитви кон светите лекари Козма и Дамјан. О славни чудотворци, бесплатни лекари, Козма и Дамјане, вие од младоста Христа Бога го засакавте и неговите заповеди со сето срце ги запазивте, иако се посветивте на лекарска наука. Но заради добродетелниот живот и душевната чистота, со силата на Христа Бога, не само лекарската вештина, туку попрво благодат на исцеление од секакви неизлечиви болести од Бога примивте. Па оттука, со љубов и милосрдие кон страдалниците подвизувајќи се, не само на луѓето, туку и на животните им давате исцеление од болестите. Со безбројно мноштво на вашите чудеса сиот свет го исполнувате. И не само телесните болести ги исцелувате, туку и со верата Христова душите ги просветувате. Во трпењето на болестите укрепувате, во тешките маки за поправање на животот вразумувате и кон Христа со покаяние привлекувате. Затоа сега и нас, кои ви се поклонуваме пред вашата честна икона, брзо послушајте не. Младите деца, кои бараа ваша помош во книжевното образование, со вашите молитви раководете ги, да ревнуваат според вашето житие, не само земна наука да стекнат, но повеќе во благочестието и вистинската вера непрестано да преуспеваат. На оние кои лежат болни во постела, кои немаат човечка помош, и кон вас топло со вера и усрдна молитва прибегнуваат. Дарувајте им исцеление од болестите со вашата милостива и чудотворна посета. Оние кои многу пати се разболуваат и од тешки рани се во униние, малодушност и негодување, со дадената ви од Бога благодат во трпението зацврстете ги и поучете ги да ја разберат волјата за нив Божја, света и совршена, и самите себе си и својот живот на волјата на Христа Бога да го предадат. На оние кои се болни, а за поправање на животот се мрзливи, кои не се каат за гревовите, со срца сурови, дајте им скрушеност за спасение и кон покаяние повикајте ги, те иако немокни по тело, здрави да бидат по душа и да станат учесници на Божјата спасителна благодат. Браќата, сестрите, на овој свет храм, оваа света обител, кои прибегнуваат кон вашето застапништво од Бога дадено, и сите кои усрдно кон вас прибегнуваат, сочувајте ги од долго боледување, од тешки и неизлечиви болести, од парализа на телото, од губење на умот, од смртоносни рани, од ненадејна смрт, и со вашето мокно застапништво пред Бога, сочувајте ги во вистинската вера, цврстите кои напредуваат во побожноста, ревносните во добри дела, во молитвата кон Бога упорните, да со вас заедно да се удостојат во идниот век, секогаш да го воспеваат и слават се светото и великолепно име на Отецот и Синот и Светиот Дух во вечни векови. Амин. Втора молитва. Кон вас, свети безсребреници и чудотворци Козма и Дамјане, како кон брзи помошници и топли молитвеници за нашето спасение, ние недостојните имињата. Клекнувајќи на колена прибегнуваме и припаѓајќи усрдно повикуваме. Не презирајте ги молењата од нас грешните, немокните, кои паднавме во многу беззаконија и кои во секој час и ден грешиме. Умолете го Господа да ни даде нам, недостојните Негови чеда, од својата богата милост. Избавете на од секоја мака и болест, бидејќи вие примивте од Бога и Спасителот наш Исус Христос непотрошлива благодат за исцелување поради цврстата вера, бесплатното лечење и вашата маченичка смрт. Да, угодници Божји, не престанувајте да се молите за нас, кои со вера кон вас идат, иако според мноштвото на нашите гревови и не сме достојни за вашето милосрдие, сепак вие, верни и вистински подржатели на Божјото човеколюбие, направете да принесеме плодови достојни за покаяние и во вечниот покој да достигнеме, фалејќи и благословувајќи го прекрасниот во своите светии, Господа и Бога и Спасителот наш Исус Христос и Неговата пречиста мајка и вашето топло застапништво, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Трета молитва. Тешко страдам од мојата болест,
и доаѓам кај вас, свети чудотворци и целители Кузмане и Дамјане, зашто вие сте проповедале дека душевната болест е потешка од која и да било немоќ, и дека душата боледува поради гревовите, а кога душата е болна, тогаш и телото тешко боледува. Знам дека болестите го чистат човекот од неговите гревови. Ви се молам, свети чудотворци, помолете го Господа да ми подари простување на моите согрешенија. Јас сум слаб и безпомошен, силите мои исчезнале во болеста, и затоа молам да не паднам во очајание и да не загинам. Побрзајте да ми помогнете, свети исцелители. Ветувам дека кога ќе оздравам, ќе живеам во покаяние и ќе го завршам мојот живот во мир. Ви се молам, помолете го Господа во судниот ден да застанам неосудено пред лицето на страшниот судија на Вселената, кој ги познава тајните на човечките души. Нему да му е слава, сега, секогаш и во сите векови. Амин. Тропар, глас 8. Свети безсребреници и чудотворци Козма и Дамјане, посетете ги нашите немоки. Бесплатно добивте, бесплатно дајте ни. Кондак, глас 2. Откако примивте благодат за исцеление, им давате здравие на оние во болести, лекари, чудотворци преславни. Со вашата посета понижете ја дрскоста на непријателите, светот исцелувајќи го со чудеса.